26 години постои најдугата мисија на НАТО на Косово КФОР. Во 1999 година силите на НАТО влегоа во Косово со мандат на Обединетите нации согласно резолуцијата 1244 на Советот за безбедност. Ситуацијата се уште бара воено присуство на КФОР на Косово како гарант за мир, стабилност за сите заедници што живеат на Косово. Денеска во составот на силите на КФОР има над 4600 припадници од 33 држави, земји партнери и сојузници. Оваа година дополнителни контингенти од Белгија, Луксембург, Холандија и Словачка се приклучија на КФОР, со што дополнително ги засилија капацитетите и посветеноста на меѓународната заедница за стабилноста на Косово, вели командантот на КФОР за МТВ. Безбедносната ситуација во регионот континуирано се менува, а со тоа и предизвиците за сите нас, но КФОР останува внимателен, добро обучен и секогаш подготвен да одговори на сите релевантни развои на ситуацијата на теренот. Гледајќи во иднина, КФОР ќе продолжи да ја одржува флексибилноста и ќе продолжиме да се адаптираме како што е потребно додека остануваме дел од колективниот напор на меѓународната заедница со крајна цел создавање на услови за безбедност на сите народи и заедници што живеат на Косово. Она што сигурно нема да го смениме е нашата посветеност на нашиот мандат како доверлива и кредибилна сила што е КФОР. Во силите на КФОР учествуваат и 67 македонски војници. Македонската армија и пред членството во НАТО обезбедуваше логистичка поддршка на силите на КФОР, а како НАТО сојузник веќе 5-та година неколку пати го зголеми македонскиот контингент во КФОР. As the 29th commander of the NATO-led Kosovo Force Mission, KFOR, Како 29-ти командант на НАТО, предводена мисија на Косово КФОР, денеска сум среќен да ги поздравам нашите соборци од Северна Македонија и да им се заблагодарам за нивната секојдневна одлична служба во КФОР. Северна Македонија е долготраен придонесувач на нашата мисија. Прво како НАТО партнери, во последните години како полноправна членка на НАТО, секогаш носена од одлучна цврста посветеност на нашата заедничка цел да придонесат за безбедна и сигурна средина за сите луѓе и заедници што живеат на Косово и да гарантираат слобода на движење. Дел од македонскиот контингент на Косово е вод за обезбедување на мултинационалниот баталион распореден во западниот дел на Косово во Пек, со мисија да придонесе за сигурна и безбедна средина за сите жители кои што живеат во Косово во секое време и непристрасно. Како вод за обезбедување извршуваме неколку типови задачи на неделна основа. Патролирањето е една од нашите главни задачи. За одржување на сигурна и безбедна средина, нашите единици вршат патроли во нашата зона на одговорност, односно западниот дел на Косово. Патролите ги извршуваме на секаков тип на терен, односно од урбани средини па се до административната гранична линија со Република Србија, со цел одржување на сигурна и безбедна средина за сите заедници во Косово, како и слобода на движење за сите меѓународни организации. Една од поважните задачи ни е физичкото обезбедување на манастирот Високи Дечани, како и кампот Вилоџо Италија. Исто така сме ангажирани како сили за брза реакција, QRF, со нашите меѓународни колеги. Македонските мировници во КФОР имаат разни видови на обуки за одржување на оперативното ниво, како што се обуки за справување со толпа и немири и обуката за фобија од пожар, при која војниците се изложени на високи температури. Секоја мисија носи потешкоти, но и се учат лекции што може да се искористат, велат од македонскиот контингент при КФОР. КФОР останува единствената воена сила на Косово што тесно соработува со другите меѓународни мисии EULEX, ОПСЕ, Обединетите нации, Косовските безбедносни сили и Српската армија.